Ново издание на регионалните вести. Започна академската година на сите државни универзитети во земјава и на дел од приватните факултети. На Државниот универзитет во Тетово на првиот академски час присуствуваше министерот за образование Абдулаки Мадеми. Академската година на сите универзитети во Македонија започна успешно, оцени министерот за образование Абдулаки Мадеми, кој денеска присуствуваше на првиот академски час на Тетовскиот универзитет. Според Адеми, владата и министерството во континуитет работат на подобрување на повеќе сфери поврзани со студентскиот живот, иницирајќи и потекнувајќи осовременување на студентските програми и нивно прилагодување на современите светски стандарди. Посакувам на сите студенти во Република Македонија успешна академска година, а особено на 12.000 студенти кои за прв пат седнуваат на универзитетските клупи. Сметам дека сите универзитети се подготвени за успешна учебна академска година. Министерството за образование и наука стои на располагање за сите барања на универзитетите. Се надевам дека ова академска година нема да биде турбулентна како и претходните години. И сме отворени за соработка со сите засегнати страни се со цел напредување на високото образование. Министерот за образование Адем изјави дека се уште нема амбиент да се расправа во собранието за новиот закон за образование, затоа што политичките партии имаат други приоритети, имајќи ја предвид актуелната политичка ситуација во земјава. Ние пред неколку месеци почнавме со консултации и формиравме заеднички групи со УКИМ, во кои се вклучени студентскиот и професорскиот пленум. Меѓутоа, по неколку средби, студентскиот и професорскиот пленум се повлекува. Очекуваме деновиве да видиме како ќе се одвиват работите околу диалогот и околу заедничките средби. Во моментов, како што кажав, не би сакал нити да се злоупотреби, меѓутоа не би и мислам дека нема да има таков амбиент да политичките партии во приоритет го имат законот за високо образование, имајќи предвид предизвиците и актуелната политичка ситуација во која се наоѓа Република Македонија, затоа што собранието во моментов има други приоритети. Министерот Адеми на новинарско прашање одговори дека е отворен за соработки и средби со студентскиот и средношколскиот пленум, откаде во неколку наврати најавија бојкот на наставата и протести, доколку институциите не разговараат со нив за актуелните проблеми во собранието, доколку пленумите побараат средби истата ќе се оствари, рече Адеми. Стартуваше академската година за студентите од Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Универзитетското раководство на новата 14-та генерација на студенти денес им посака срдечно добре дојде. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово на новата 14-та генерација студенти добре дојде им посака ректорот Замир Дика. Тој одржа пригодна презентација со која ги запозна студентите со функционирањето на универзитетот и нивните факултети, како и за животната промена која ги очекува со почнувањето на високото образование. Нема поубав настан или повод за да сите денеска бидеме вака среќни и насмејани. Земајќи во обзир практиката на универзитетите со кои соработуваме, особено од Западна Европа, и нашето лично заборавање некогаш колку е важно да се наслушат студентите кои од средно училиште преминуваат на универзитет, кој значи еден голем исчекор во нивниот живот и во нивната кариера. Ние сме спремили една програма да ги внесеме студентите полека, да ги запознаеме со барањата и чекувањата во академскиот аспект, од административен и логистички аспект, и полека да транзитираат во овој нов свет. Во мојата презентација јас ќе ги запознам со посебностите на високото образование, она што е посебно на универзитет, што се нашите очекувања како професори и како администрација. И се надевам дека нашите совети ќе им го разубават, ако не повеќе, денот и нека биде ова еден успешен почеток. Земајќи во обзир дека ова година имаме повеќе запишани студенти од минатата година, тоа е една добра мотивација, не само менаџментот, професорите и целиот стаф на универзитетот,
и резултат на посветеноста на квалитетот да биде во центарот на сите наши активности и тоа значи до и пазар на трудот и фамилиите кои значи во принцип ги поддржуваат студентите да запишат на нашиот универзитет, значи додатна мотивација да продолжиме со овој тренд. На Универзитетот на Југоисточна Европа годинава има запишано 900 студенти на додипломски студии, околу 400 на мастер и 50 на докторски студии, со што вкупната бројка на студентите во кампусот достигна до 4500. 10% од болестите на простатата опаѓаат на карциномот, останатите се хронични простатити, бенигна хипертрофија и друго, потенцираат уролозите по повод 15 септември, светскиот ден на простатата. Апелираат за навремени контроли и прегледи, посебно кај оние кои веќе имаат во семејството болен со карцином на простата или пак ја надминале 40-та година и имаат здравствени тегоби. Обично пациентите доаѓаат на редовни контроли кај пациенти што имале во фамилија некој што боледувал од карцином на простата, е пожелно секоја година да се јавуваат на лекар без разлика дали имат тегоби или немат, да се следи ПСА маркерот, волуменот и проблемите со мокрачето што ќе ако ги има пациентот и да се открива што во порана фаза за да се превенира на време да се преминува радикалната простатектомија која го лекува во потполност пациентот. Иначе пациентите на жалост ни доаѓаат во касна фаза, долго време од матичните лекари се лекуваат као ишиалгија, а првите симптоми ги напаѓа коските, што значи кичмениот столб и го имитира ишијасот. Сим хормонална кастрација што се вика, се прави и хируршка кастрација, кај нас правиме пулпектомија билатерална, место пациентот да зема секој месец ампуларна терапија. Со ова терапија животот на пациентот се продолжува минимум од 5 до 10 години и ние сме многу задоволни од ова метода која е комбинирана и хируршка и со бифосфонатна терапија и пациентите се задоволни. Целосното интервју ќе го емитуваме на крајот на регионалните вести. Локалната самоуправа на Гостивар издвои над 30.000 евра од буџетот за уредување на улица во населбата Фазанерија. Жителите велат дека ова е прва инвестиција по 40 години во местото каде што живеат. Во гостиварската населба Фазанерија, близу сточниот пазар, денес започна работите за уредување на улица долга половина километар. Бекатонките целосно ќе бидат отстранете и улицата ќе добие асфалтен слој. Планирано е да се постави нова водоводна и канализациона мрежа. За оваа намена ќе се издвојат над 30.000 евра од буџетот на општина Гостивар. Стартот на градежните работи го следеше гостиварскиот градоначалник со својот тим со работници. Овде ќе се асфалтира више од 2000 метра квадрат, дистанцата е 500 метри, ширината 4 метри, инвестицијата ќе кошта близу 31.000 евро. Овде ќе се менја и водоводна мрежа и канализација за фекални води и мислам дека граѓаните ќе имаат во ова населба подобро услови. Граѓаните од населбата велат дека досега сите зафати за создавање услови за живот ги правеле со сопствени пари. Потенцираат дека ова е прва општинска инвестиција за над 40 години во местото каде што живеат. Прв пат од 75-та наваму, ова е прв пат што општината инвестира нешто за нас. А ние сме платеници на порези на тие, како сите граѓани на Македонија. И ние сме многу благодарни на председателот, на нашата општина, на нашето друштво, што инвестирал нешто кај нас. Асфалтираната улица во гостиварска Фазанерија се очекува да биде пуштена во употреба за кусо време.
На градскиот стадион во Гостивар започна изградбата на трибина по европски стандарди. Проектот чини 300.000 евра. Парите се обезбедени од буџетот на општина Гостивар и од донации на приватни фирми. Се гради модерна трибина по европски стандарди на градскиот стадион во Гостивар. Трибината има површина од 1000 метри квадратни и капацитет од 1200 гледачи. За проектот ќе бидат инвестирани околу 300.000 евра, пари обезбедени од општинскиот буџет и од донации од бизнисмени. Трибината ќе кошта близу 18 милиони денари, ќе седнат со столици 1200 гледачи и од тога ќе имат подобри услови и секој што го сака спортот, фудбалот во нашиот град, ќе дојдат и имат подобри услови за да ги гледат фудбалските утакмици на нашиот фудбалскиот клуб Гостивар, нашите деца. Јас сум многу захвален и благодарен на нашите граѓани а посебно на нашите бизнисмени што делија финансиски средства од свој фамилиарен буџет да ја помогнат спортот и фудбалот во нашиот град. Фудбалскиот клуб Гостивар моментално е прв на табелата во втората фудбалска лига на Македонија. Градот има традиција за фудбал и се надевам дека нашите спортисти ќе продолжат со успехот и ќе влезат во првата лига, изјави Бејта. Спортскиот терен кај играт нашите фудбалери од нашиот град, за фудбалскиот клуб Гостивар го имаме средено како што треба, како што барат критериумиот на Фудбалската федерацијата на Македонија и УЕФА. Играт добро нашите фудбалери во втората фудбалска лига и мислам дека ако продолжат така да играат добро, на Гостивар му личи, пошто има традиција за фудбал и да биде нашиот фудбалскиот клуб Гостивар да биде во првата лига. Доколку работите течат со планираната динамика, изградбата на новата трибина би требало да се заврши за 2 месеци. Општина Тетово распиша јавен повик на кој се повикуваат граѓаните да доставуваат иницијативи за изработка на урбанистички планови. Иницијативите да бидат со цел измена или дополнување на стари или изработка на нови урбанистички планови со конкретен предлог од поднесителот. Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање во третиот квартал од 2015 година. Во период од 31 ден сите заинтересирани физички и правни лица треба да достават иницијативи за изработка на урбанистички планови од членот 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план или урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата. Јавниот повик ќе трае од 1.9. до 31.9.2015 година, односно 31 ден сметано од објавата на дневното гласило. Јавниот повик ќе биде објавен на интернет страницата на општина Тетово, tetova.gov.mk, на огласна табла на општината, во информацијскиот систем е-урбанизам и преку објава во службено гласило на општината. Заинтересираните правни и физички лица иницијативите да ги достават во писмена форма преку архивата на секторот за урбанизам и заштита на животната средина при општина Тетово или во електронска форма преку информацијскиот систем е-урбанизам во определениот рок. За сите прифатени иницијативи подносителите ќе бидат информирани во писмена форма или во електронска форма преку информацијскиот систем е-урбанизам во рок од 15 дена од истекот на рокот за поднесување на иницијативи. Прифатените иницијативи од јавниот повик ќе бидат вградени во програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Тетово за 2015 година. Средствата за прифатените иницијативи за изготвување на потребната документација треба да се обезбедат од подносителите на иницијативите, правни или физички лица.
Бегалец од казнено-поправната установа Охрид фатен и вратен на доиздржување на казната затвор. За време на бегството извршил нови 20 на тешки кражби во Тетовско. Полицискиот билтен бележи фатени двајца илегалци. Полицијата пронајде бегалец од казнено-поправната установа Охрид, кој за време на бегството извршил нови 20 на тешки кражби во Тетовско. Како што соопшти СВР Тетово вчера вечер околу 20 часот, полициски службеници на секторот го лишиле од слобода 21-годишниот жител на гостиварското село Дебреше, кој се барал по телеграма од средината на август годинава, откако не се вратил на доиздржување на казната во казнено-поправната установа Охрид. По приведувањето и задржувањето во полициската станица Гостивар, денеска тој е вратен во Охридскиот затвор. 21-годишникот се сомничи дека минатиот и овој месец на поширокото Тетовско подрачје извршил 20 на тешки кражби во трговски и други објекти, а за што ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Според сознанијата со кои располага СВР Тетово, осомничениот насилно ги провалувал објектите и најчесто од касите во внатрешноста, одземал парични средства како и други предмети. Дел од одземените предмети ноќеска околу полноќ пронајдени се во празен објект во Гостивар. При прегледот на објектот пронајдени биле 4 женски фустани, 3 женски чанти, една блуза и една метална кутија за накид. Пронајденото е фотодокументирано и со потврда е одземено за вештачење. Денешниот полициски билтен бележи и фатени двајца илегалци. Како што соопшти СВР Тетово, ноќеска околу полноќ во дворот од селската џамија во Жеровјане затекнат и приведен е 20-годишен албански државјанин кој непријавено престојувал на подрачјето и имал забранет влез во нашата земја. По приведувањето и задржувањето предаден е на одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија. Исто така вчера вечер околу 21 часот и 30 минути на регионалниот пат Маврово-Дебар во местноста Бошков мост во товарно возило МАН со гостиварски регистарски таблици управувано од 47 годишен гостиварец. Затекнат е 40 годишен албански државјанин кој не поседувал никакви документи и непријавено престојувал на подрачјето. Нешто подоцна предаден е за натамошна постапка на одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија во Дебар. Креативни работилници за успешен почеток на новата учебна година ќе организира ремал во текот на утрешниот ден. Настанот го организира овој трговски центар во соработка со невладени организации. Со цел поттикнување на младите за креативно размислување и нови идеи, а по повод почетокот на новата учебна година, трговскиот центар Ремал утре ќе организира креативни работилници за тетовските ученици. Истите ќе се реализираат во соработка со невладините организации Центар за едукација и развој и мултикултура. Првата ќе започне во 13 часот и ќе трае се до 15 часот, докога учесниците на работилницата ќе можат да изработуваат креативни дела од рециклиран материјал, а втората ќе започне час подоцна во 16 часот, а ќе трае се до 18 часот. Трговскиот центар Ремал ги повикува сите ученици да земат учество на овие креативни работилници за еден убав заеднички почеток на новата учебна година. Центарот за јавно здравје утре 16 септември среда од 4 часот и 30 минути до 7 часот и 30 минути ќе изврши ларвицидна дезинсекција во текот на реката Вардар во населените места Стримница, Озормиште, Желино, Требош, Сиричино, Туденце, Јегуновце, Раутинце и Копанце. Дезинсекцијата ќе се изврши со возило со приколка и соодветна ротација. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат сите соодветни мерки за заштита на пчелите. Доколку временските прилики не дозволуваат извршување на дезинсекцијата, истата ќе биде направена наредниот поволен ден, за што граѓаните ќе бидат известени. Работните групи на партиите задолжени за договорот од Пржино, кои рано утрово донесоа одлука за специјален обвинител да биде именуван на актуелната обвинителка Катица Јанева од Гевгелија, денеска во собрание го доставија предлог законот за јавно обвинителство. Специјалниот обвинител Катица Јанева ќе работи на расветлување на случаите пучи прислушување. Таа при тоа треба да биде целосно независна во своето работење, без да дава отчети и извештаи до основното јавно обвинителство.
За да се овозможи незиното работење, треба собранието да ја изгласа, но откако ќе биде донесен новиот закон за јавно обвинителство, а кој го поднесоа пратениците Илија Димовски, Талат Џафери, Горан Сугаревски и Имер Алиу. Согласно предлог законот, собранието без објавување јавен оглас го избира јавниот обвинител со мандат од 4 години со право на повторен избор. Собранието ќе го утврди кандидатот за јавен обвинител со двотретинско мнозинство, вклучувајќи и мнозинство од гласовите на пратениците што припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство и ќе го поднесе до Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Специјалниот обвинител има целосно автономно право тој да ги предлага и по број и како кандидати обвинителите. Има целосно отворен буџет на располагање без какви било лимити и за кадровски и за технички персонал, но и за анализи, странски експертизи, односно се што е потребно во првите 3 месеци и тие ќе бидат репер за буџетот за 2016 година. Меѓу другото, специјалниот обвинител има мандат од 4 години со право на реизбор. Денес имавме сончево и топло време. Утринската температура се движеше од 7 до 17, а дневната од 24 до 34 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 6. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и потопло време. Утринската температура ќе се движи од 9 до 19, а дневната од 24 до 35 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 6. Во положение на регионалните вести следи најавеното интервју со началникот на одделот за урологија при клиничката болница во Тетово, доктор Арификмет Дехари. Простатата е мушка болест, пошто само кај машките постои тој орган. Најверојатно има значајна улога при сперматогенезата, ги храни сперматозоидите и со тек на времето простатата се зголемува, значи е зависен хормонски орган, зависи од тестостерон, што го имат обично мажите и незиниот раст почнува од четвртата декада во животов, значи од 40 години па нагоре и првите симптоми на простата се чести мокрења, слаб млас, чести станување ноќевања кои на пациентот му го прават животот по заморен, нарочито тие што се во работен однос и пациентите се јавуваат на преглед. При преглед, осим иритативните симптоми, што се хитност на мокрење, тоа значи ургентност, без разлика дали има соодветни услови пациентот да ги врши физиолошките потреби, он е принуден или да најде некој место за да ја празни бешиката, затоа и се јавуваат на лекар за лекување. Терапијата прво, осим една добра анамнеза на пациентот, е пожелно да се следи неговото занимање, дали работи во влажна подлога, што не мора да значи тие симптоми да бидат од простата. Таа група на болест се викат простатизам без простата, значи имитуваат простата, а не се од простата. Обично првиот преглед се прави дикито ректално туше, тоест прегледот преко дебелото црево, која, нажалост, пациентите незгодно го прифаќат, па и ние докторите сами не го применуваме као прва метода. Обично терапијата се дели на конзервативно, со алфа-блокери рецептори, кои ги има селективни. Нарочито ги пишуваме секојдневно групата на Танис или Корнам. Другата терапија е хируршка терапија,
кај нас се спроведуваат трансвезикалната или отворената класична операција, каде што се ваѓа комплетно простата. Најзлатен стандард сегде во светот е тур на простата, што значи со инструменти трансуретрална ресекција се отстранува поголемиот дел од простатата, не се ваѓа во целост, тоа зависи од стручњакот кој го прави операцијата и условите за и апаратурата. Осим бенигната БПХ, значи хипертрофија на простата, една група на пациенти боледуваат од карцином на простата, затоа прво као скрининг методи, осим ЕХО се прави и ПСА на, тој значи простатитен специфичен антиген на простата, за да се открие што порано карциномот на простата и да се спроведе радикална простатектомија и потполно излекување на пациентот од една болест која многу му кошта на друштвото, па и на самата фамилија. Обично пациентите доаѓаат на редовни контроли кај пациенти што имале во фамилија некој што боледувал од карцином на простата, е пожелно секоја година да се јавуваат на лекар без разлика дали имат тегоби или немат, да се следи ПСА маркерот, волуменот и проблемите со мокрачата, што ќе, ако ги има пациентот, и да се открива што во порана фаза, за да се превенира на време, да се преминува радикалната простатектомија која го лекува во потполност пациентот. Иначе пациентите, на жалост, ни доаѓаат во касна фаза, долго време од матичните лекари се лекуваат као ишиалгија, а првите симптоми ги напаѓа коските, што значи кичмениот столб, и го имитира ишијасот. Тогаш ние откриваме многу високи вредности на ПСА маркерот во серумот и папот, што значи има лиза на местата каде што дал метастази карциномот. Тогаш се применува тур палиативен, ако прави обструктивни промени, или се поставува катетер за да се заштитат бубрезите, а другата е хормонска терапија, да се супримира тестостеронот што го храни туморот, значи го ставиме под контрола растот на карциномот и ако има метастази се дават бифосфонати за осификација на остеолизата што имат направено метастатичките промени. Со ова терапија, друга, осим хормонална кастрација што се вика, се прави и хируршка кастрација, кај нас правиме пулпектомија билатерална, место пациентот да зема секој месец ампуларна терапија. Со ова терапија животот на пациентот се продолжува минимум од 5 до 10 години и ние сме многу задоволни од ова метода која е комбинирана и хируршка и со бифосфонатна терапија и пациентите се задоволни. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС ви подготви за ова издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.